Дали некогаш, кога се вратите од работа или шетање и сакате да објавите нешто на вашите Instagram, Facebook или LinkedIn профили или страници, но немате енергија да правите еден ист пост за сите платформи посебно, тогаш можете да искористите вештачка интелигенција да ви помогне да ги напишете овие постови, така што вештачката интелигенција ќе се адаптира на вашиот стил на пишување и автоматски ќе ги направи постовите. Денес, јас ќе ви покажам како да го направите тоа. За да го добиете овој темплейт на make.com, се што треба да направите е да отидете на мојот YouTube канал, да кликнете на следниот линк, кој ќе однесе до нашето community, RoboNuggets Community, и откако ќе се најавите, ќе отидете во Classroom, ќе скролате надоле и ќе го барате туторијалот именуван R3. 4 social media channels, 1 AI агент. Потоа ќе го симнете овој blueprint. Потоа ќе се најавите на make.com, ќе креирате ново сценарио и доле на трите точки import blueprint, choose file и го селектираме нашиот JSON файл. Ќе го добиеме овој blueprint и овој темплейт, но бидејќи пред некое време Make го раскина договорот со X или Twitter, нас ова поле нема да ни треба. За да го избришеме ова поле, ќе кликнеме десен клик, Delete Module, Anyway, исто и за ова. Прво, во нашиот автоматизиран систем, го имаме модулот Google Sheets, кој изгледа вака, многу едноставен, со две колони, која од првата колона ќе имаме линк од нашата новост и во втората колона ќе имаме нота, тоест мислење наше во врска со новоста која ќе објавуваме. Потоа го имаме овој втор модул, Bitly, кој всушност ни го крати линкот од самата новост, тоест URL-от, наместо да биде некој долг URL, тој ќе го подскрати да ги има важните елементи од линкот, за да може да се искористи подоцна. Потоа го имаме овој трет модул, Perplexity AI, кој всушност ќе ни го обработи самиот линк, самата новост во кратки детали, кои ќе подоцна ќе ги објавиме на нашите LinkedIn профили, Facebook или Instagram. Како што можеме да видиме, овде имаме 3 ChatGPT модули, кои всушност се ChatGPT AI агенти, кои имаат за задача да ги обработат нашите артикли, тоест новости, кои ќе сакаме да ги објавиме на LinkedIn, Facebook и Instagram. Во целост, нашиот систем е многу едноставен. Го следи Google Sheet документот како водич и потоа кратиме линкот. Perplexity AI го сумира артиклот кој сакаме да го објавиме и го праќат истото на ChatGPT агенти кои го обработуваат нашиот сумиран артикл и го објавуваме на нашите социјални мрежи. Сега, следниот чекор на нас ние да го сетираме нашиот AI систем. Тоа ќе го направиме, така што ќе направиме конекција со нашиот Google Sheets. Се што треба да направиме е sign in со Google. Откако се најавиме на нашиот Google акаунт, тоа е на нашиот Google Sheets акаунт, го селектираме нашиот spreadsheet, R3 template, sheet name, news link, table contains header, другото автоматизирано се е направено. Кликаме save и тоа е се. Потоа одеме Bitly. Bitly, create a connection, докато го кликнеме save, ќе не носи на sign up форма, каде што можеме да се логираме со Google. Следната конекција која треба да ја направиме ќе биде со Perplexity AI. Таа ја правиме така што ќе кликнеме на Add и имаме API key. Тоа API key треба да го добиеме од Perplexity
каде што имаме туторијал на нашата страница R3 Social, каде што можеме да отидеме до овој линк, каде што кога ќе кликнеме на овој линк, ќе нам однесе до соодветното место каде што треба да се направи нашето API key. Откако го конектираме Perplexity, имаме My Perplexity Connection, SonarDeep Research и другото се ни е автоматизирано. Што прави Perplexity? Сумаризира наш артикл, кој што го зима од линкот од првата наша табела и додека исто така ги зима во преглед и нашите ноти кои ги оставаме во втората табела. Save. Одиме потоа правиме конекција со ChatGPT. Оваа конекција е исто така слична, каде што имаме од самиот make.com упатство како да си направиме API keys од OpenAI. Откако ќе извршиме таа конекција, имаме метод, го користиме Select a Chat Completion методот, го користиме GPT 4.0 моделот и другото ни е автоматизирано. Што ни прави овде ChatGPT? Му даваме промпт каде што му викаме како Digital Marketing Specialist, креирај ни Facebook пост што има два дела. Интелигентен сумарум со Key Insights од овој артикл, кој што ќе ни биде сумаризиран од Perplexity, и исто така ги инкорпорира нашите лични ноти од втората колона од табелата и користи Bitly link за артиклот да го скрати пократок, да не биде толку долг. Към Save. OpenAI, нашата конекција се е извршена, ово другото се е автоматизирано. Сличен промпт го имаме и за Facebook. Овде, како што можеме да видиме, за Instagram, првиот модул ни е сличен како и претходните два, додека вториот модул, кога ќе конектираме, можеме да видиме дека користи модел DALL-E 3. Овој DALL-E 3 е модул кој што генерира наши фотографии и тие се генерирани според нашите новости кои ќе ги добиеме од Perplexity и од самите вести. Откако ги направиме сите овие конекции и сетапираме се како што треба, се што ни останува е само да го зачуваме овој документ и да си направиме schedule на колку време сакаме да ни се прават објави на социјалните мрежи. Еве пример од Instagram страница која што објавува цело време новости за вештачка интелигенција и ова е направено баш со овој систем кој што ви го покажав јас. За повеќе информации и помош во врска со вештачката интелигенција и автоматизацијата со помош на вештачка интелигенција, можете да ме заследите на мојот канал RoboNuggets или доколку сакате, кликнете на следниот линк кој ќе ве однесе во нашето комјунити, каде што ќе можете да ги најдете сите наши часови и туторијали со кои што ќе можете да се научите да правите пари со автоматизација на AI агенти и исто така имаме активно комјунити кое што секојдневно и цело време објавува помошни информации и подобрени системи со кои што ќе можеме да се подобриме и самите ние. Ви благодарам и до следно видување.